Размислувајќи во контекстот на нашата тема овој месец за Христовата природа, и еве стигнавме и до последната сабота од месецов, некако оваа година престана да биде нова, како да заплови по својот вообичаен тек, како и сите претходни. Размислав за тоа како денеска навистина по ова прашање постои една голема забуна, дури и кај најучените книжевници на адвентизмот, теолозите со 4 факултета, со докторати, со не знам што, и така натаму. Од една страна тие сакаат да имаат некоја католичка представа за Исус. Како Исус да не бил маж. Како Исус да немал полови особини, како да немал телесни нагони, како да немал сето она што човечката природа нормално го има. Како да не можел да биде привлечен од некоја жена или од некоја девојка. Значи, од една страна сакаат да имаат некоја католичка представа за Исус, а од друга страна го отфрлаат католичкото сваќање за човечката природа што ја имаат во себе. Католици се барем подоследни. Тие имаат едно невкусно толкување и на половоста, и на телесните нагони и желби. Луѓето се оптеретени со мислата дека тие се последица на гревот. Значи, во човечкото тело се појавиле страсти после падот во грев. Дека тие сами по себе се едно нужно зло, кое што служи заради размножување и продолжување на човечката раса. Сега, адвентистите не сакат да го прифатат ова католичко гледиште за бракот, за човечката природа што сега ја имаме, но од друга страна сакаат да имаат некој католички Исус, кој што е без сето ова. Ама тие две работи не идат заедно. Со други зборови, не може да се плива во вавилонските води без да се удавите во нив. Ако сакате католички Исус, тогаш треба да имате и католичко сваќање за човековата природа, каква што вие ја имате денес. Но ако Исус не е таков, како што го разбирате, тогаш нема оправдание за вашите страсти, за вашите гревови, за вашите беззаконија. А токму тоа сакате да го оправдате со новата теологија. Со протестантската теологија, со калвинизмот, што го проповедаат од адвентистичките катедри и во адвентистички книги и списанија. Ајде се позанимаваме малку со самата човечка природа, да видиме што е тоа што Исус го зел на себе, што го нарекуваме грешна или падната човечка природа. За Божик цитирав и еден православен извор кој што вели дека Исус ја зел на себе нашата падната природа. Ја цитиравме библиската поука од минатото тромесечие, која што го тврдеше истото. Па да видиме што е тоа и што представува сега човечката природа, што е тоа што е во неја грешно, паднато, за да имаме исправно сваќање на работи, да знаеме што бил Исус. Што бил Исус кога дошол на оваа земја, кога го зел нашето тело, нашата природа. Па на самиот почеток, пред да прочитаме некои цитати од Елена Вајд, кои што се интересни за расветлување на ова прашање, да прочитаме некои стихови, па ќе ве замолам за ваша помош. Кој би сакал да го прочита текстот во Ефесијаните 2 глава 3 стих. Ефесијаните 2:3. Некој друг нека најде Јеремија 16:12 или Еремија на македонски. Еремија 16:12. Значи Ефесијаните 2:3, Еремија 16:12.
Потоа Ефесијаните 4:22. Ги најдовте овие стихови. И потоа ќе прочитаме уште 3, но отпосле. Значи, прво Ефесијаните 2:3. Кој има тоа најдено? Данило? Меѓу кои ние сите некогаш живеевме според телесните желби, извршувајќи ги похотите на телото и на помислите, и по природа бевме како и другите чеда на гневот. Благодарам. Што забележавте тук? Значи, апостол Павле зборува за телесни желби и похоти, според кои што живеат чедата на гневот, значи грешниците, и на што се насочени сите нивни помисли. Сега, Еремија 16:12. Кире? Вие поставувате пише тоа што праците ваши, секој од вас живее според упорството на своето лошо срце, за да не ме следи. Да, значи овде се споменува зло или лошо срце. Неки преводи велат зло срце. Значи, човек што има такво срце, тој не го следи Господ. Не може да го следи Господ. И тука се подсетуваме на оние Павлови зборови. Телесниот или душевниот човек, тој не може да и да сака, не може да ја твори волјата Божија, да го разбере она што доаѓа од Духот Божи и така натаму. Ефесијаните 4:22. Кире? Да го очекувате стариот човек според вашето поредно живење. Да се раскага во измамливите речи. Стариот човек, два елементи од овој текст, и измамливи желби. Значи, зло срце, лошо срце, стар човек, похоти, телесни желби, измамливо срце. Овде очигледно се споменуваат особини на грешен човек. Дали Исус имал похоти? Не. Дали Исус имал зло или лошо срце? Не. Дали Исус имал некој стар човек? Не. Немало такво нешто. Затоа е представен со бесквасен леп. Има една посебна теорија зашто бесквасниот леп е земен за символ. Да не навлегувам сега во тоа. Тоа е една убаво објаснување. Постои една убава споредба помеѓу квасниот и бесквасниот леп. Имаме од интернет цел еден напис на тоа, на таа тема, по тоа прашање, друг пат може да го споделам со вас. Значи, сите ние сме имали некој стар човек. Сме имали некој грешно наследство. Нешто што не врзува. Дори најголемиот светец на земјава имал некој грешно минето. Нешто што Исус никогаш го немал. Ајде прочитаме сега Исаија 5:17. Да. А потоа 2 Коринтијаните 7:1. Данило, што имаш ти? Јовски ќе си пасат како на пасишта и тужници ќе се хранат со поставените плодни пасишта на богатите. Кој стих е тоа? Значи има некоја грешка тука. А 4 глава 5 стих? И ќе направи Господ на секое место, на гората, на свилон и на чуданијата облак и дивни птење, а грешото го пламна оган може зашто ставате покрива сега. И тоа не е, значи овде е наведено погрешни стихови се наведени. Добро, 2 Коринтијаните 7:1. Што ни се кажува тука? Да. И така возлюбени, знајте за овие ветувања да се очистиме од секоја духовна и телесна нечистота, довршувајќи својата светост со страх пред Бога.
Што замислувате, благодарам, што замислувате под овој поим телесна нечистотија? Духовна нечистотија. Тука може да спаѓа и некоја хигиена, да речеме. Меѓутоа, пред се, дали се мисли на тоа? Забележавте дека Библијата зборува за некои работи. Во Римјаните 7 глава читавме, исто така, апостол Павле зборува за грешни страсти, гревовни страсти. Зборува за законот во моите органи, во моето тело, кој што е наречен закон на гревот, наспроти законот на мојот ум, кој што сака да се насладува со Божието Слово, со Божиите вистини. Што од сето ова сега представува природен дел или составен дел на човечката природа? Што е тоа што Исус го зел на себе, кога велиме ја зел нашата грешна природа? Има многу луѓе кои што сега тоа го зборуваат без да разбираат што тоа значи. Го зборуваат што некој друг го кажал тоа. Некој авторитет. Пример, библиската поука. Или Елена Вајд го кажала тоа, или не знам. Значи, се кажува тоа, ама што не разбираат сега што е тоа. Го повторуваат, ама сепак покажуваат дека имаат некој друго католичко сваќање за Исус. Ајде да видиме некои особини на човечката природа, некои елементи на човечката природа, како се дефинирани во списите на Елена Вајд. Се разбира, за оваа тема можеме да ја користиме и само Библијата, меѓутоа јас ветив дека ќе споделам некои цитати од Елена Вајд, бидејќи зборувавме мејатата сабота за Евреите 2 глава, за Христовата потполна сличност со браќата. И еден цитат од Сведоштва 8 книга, 63 страница, ни го кажува следното. Небодоверените способности на умот треба да се третираат како виша сила, која што треба да владее во царството на телото. Значи, што е тука виша сила? Способностите на умот се наречени виша сила, која што треба да владее во царството на телото. Со што треба да владее? Кои се подданиците на овој крал, на оваа власт? Природните апетити и страсти треба да бидат доведени под контрола на совеста, се вели. И на духовните сили. Тоа беше цитатот од Сведоштво до црквата, 8 книга, 63 страница. Овде гледаме дека Елена Вајд ја дели човековата природа на виша и нижа природа. Ајде да го видиме тоа појасно во некои други цитати. Мојот живот денес, 318 страница. Волјата не е исто што и вкус или склоност, но таа представува избор, решавачката сила, кралската моќ, која што постои и делува во синовите човечки, да послушаат што е добро или да не послушаат, односно да го изберат злото. Што, значи, освен способностите на умот и совеста, споменати во првиот цитат, овдека во мојот живот денес 318 страница, кон оние што имаат кралска моќ, Елена Вајд ја додава силата на волјата. Според тоа, волјата, умот и совеста ги сочинуваат оние елементи на човековата природа, кои се наречени виша природа. Што представува нижа природа? До сега, природните апетити и страсти се наречени нижа природа. Дали тие сами по себе се грешни? Не. Тука се бунат теолозите.
Дури и современите адвентистички теолози. Тие сакаат некој католички Исус, во кој што не постојат природни желби и страсти, а кај нив да си постојат. Барем католиците се доследни. Они си имаат таков Исус, ама си имаат и манастири, си имаат и исповедалници, имаат луѓе кои што од кои што бараат застапништво, луѓе што таква природа како и нив. Како можете да очекувате таков Исус да ве спаси? Еве во една друга книга, Елена Вајд кажува Воспитување на децата, 392 страница. Моќта на апетитот и силата на навиката не треба да се дозволи да преовлада над диктатот на разумот. Што е тука виша, што е тука нижа сила. Виша или нижа природа. Повторно се споменува апетитот, но и навиката. Зошто? Еднаш брат Борче објасни што значи. Како се формира навиката. Затоа се учи и по анатомија, за тие нервни патишта, секаде може тоа да го прочитате, достапно е денес и на интернет. Како се формира навиката? Се формираат посебни нервни патишта внатре во нашето тело. Значи се формира како, баш буквално како кога се оди по некоја нива или поле, полесно да отидете таму каде што некој поминал пред вас. Кај што веќе се препознава каква таква врвица, нешто што личи на пат, отколку да газите по, да, пример, обработена земја или пченка и така натаму. Така се однесува и нашето тело. Значи, нашите нервни импулси сакаат да патуваат по оние патишта кои што се веќе формирани, односно воспоставени некои врски, бејќи така му е полесно. Отколку да формира нови. Со други зборови, полесно е да го правиме оно што сме навикнати, отколку да ја промениме навиката и да правиме нешто спротивно на нашата склоност. Меѓутоа, и Елена Вајд, и монашката литература тврди дека, во тоа се согласуваат, и едната и другите, дека во процесот на посветување човекот може да дојде до таков степен, каде што неговите природни импулси ќе бидат во согласност со Божјата волја. Значи, не треба да се мачите или нешто да победувате и да се борите против нешто, тоа веќе ќе биде минато во вашиот живот и сега вашите природни импулси ќе бидат нешто што е само по себе во согласност со Божјата волја. Понатаму, Адвентистички дом, 127 страница. Нижите страсти, или ниските страсти, кои што имаат свое седиште во телото и делуваат преку него. Преку што? Преку телото. Ниските страсти имаат седиште во телото и делуваат преку него. Дали ниските страсти се само по себе нешто грешно? Прашате некој човек, теолог, например, што мислите, дали Исус имал ниски страсти? Веднаш ќе речат, тоа е богохулство, страшно нешто. Ке реагираат, значи, повеќето верници и во вашата црква може да реагираат со некоја католичка представа за Исус. Меѓутоа, ниските страсти се наречени ниски не затоа што се грешни, туку затоа што треба да бидат под власта на разумот. Висока, владеачка и ниска класа. Че не е грешно да имате ниски страсти, кој што рече Дракче, Бог ги создал, туку тие треба да бидат подчинети на разумот. Да ја завземат својата од Бога предвидена положба. Да бидат подчинети на вишата природа, на разумот, на волјата, на совеста.
Што се случува кај грешниот човек? Тој што има зло срце. Стариот човек. Телесниот човек. Тој е наречен телесен, затоа што телесните страсти се нешто што владее над разумот. Затоа имаат и телесни мисли, телесно срце, затоа се употребени тие зборови. Значи, страстите сами по себе не се грешни, Бог ги создал. Исто така, Бог ги создал со една многу убава намера. Бог навистина ги создал за да уживаме. Меѓутоа, уживаме без вина и без грев, и без проблеми, значи последиците на гревот, несреки, зла, самоубиства или не знам што, фрлање од 10 спрат, дроги, депресии, сето тоа е последица на грев. Уживаме во сето тоа и навистина ќе уживаме ако ги управуваме тие страсти според Божијата волја. Ако дозволиме тие да не управуваат нас, тоа сме како бесни кучки. Или како локомотива каде што не постои никој внатре да вози. Значи, или овој Бродов, што беше сега денови, капетанот вика, бе ги првите го напуштал. Не би сакале да се возиме на таков брод, не? Интересно. Ајде да прочитаме уште два цитата, поточно три, меѓутоа последните два се кратки. Прво, книгата наречена, како ја преведавме ние оваа книга? Воздржување, умереност ја преведав. Христијанска умереност. Да. Имавме и на македонски оваа книга, не знам дали остана некој купи. Да. 12 страница. Нашите природни склоности и желби, повторно го потребува изразот апетити во изварниот текст, нашите природни склоности и желби, вели Елена Вајд, се од Бога назначени. Значи, Господ сакал да имаме апетити и желби. И кога биле дадени на човекот, тие биле чисти и свети. Значи, човечките желби, природни склоности и желби, биле чисти и свети. Било Божја намера разумот да владае над желбите, за да тие ни служат за наша среќа и задоволство. И тогаш кога тие, значи желбите, се управувани и контролирани, представуваат светиња Господова. Така завршува цитатот. Дали човекот, кога бил создаден од Бога, природно имал телесни желби, апетити и страсти? Да. Но какви биле тие кога бил создаден? Биле свети. Биле чисти, биле под совршена контрола на разумот. Значи, на Адам не му требала сила на Светиот Дух, благодат, сето оно што ние сега го имаме потреба од тоа нешто, за да владее со своите страсти, со своите желби, со своите апетити и така натаму. Значи, доволна била силата на волјата, човечката сила само, доволна била силата на умот и не постои никаква борба, не постои никаков проблем. Не постои никакво искушение од внатре. Зошто? Доволна била силата на волјата и силата на умот да ги контролира. Што случува со падот во грев? Со падот во грев настанува револуција во човечкото тело. И ниската класа ја превзема власта и владее. Владее со умот, затоа грешникот има телесен ум,
грешникот станува роб на своите страсти и за да се ослободи од таа положба, од тоа робство, не е доволна човечка сила, не е доволна силата на човечката волја, колку год да разбира со разумот дека треба. Некои луѓе можат да се откажат од пушење, например, иако биле долгогодишни пушачи, само со силата на волја. Со тоа покажува дека тоа не име најголемата страст. Меѓутоа има нешто друго во нивниот живот, од кој што не може да се ослободат со човечка сила. Грешникот не може од сите своји греови да се ослободи со човечка сила. Него му треба силата на Светиот Дух, Божјата благодат. Патриарси и пророци, 45 страница, предпоследниот цитат за денес. Кога човекот бил создаден, неговите склоности биле чисти, неговите апетити и страсти биле под контрола на разумот. Како бил Адам пред гревот, пред падот во грев? Имал Адам страсти пред падот во грев? Имал, но тие биле чисти, зашто биле под контрола на разумот. И има една убава компилација на списите на Елена Вајд, едно мало брошурче што го видов во книжарницата во Хартланд коледжот, Конфронтација, 12-та страница, која што вели вака: првата морална лекција дадена на Адам била таа на само откажувањето од самиот себе. Уздите на самоконтрола биле ставени во негови раце. Таа била таа. Значи, само со човечка сила тој можел да владее на сите своји страсти, желби, апетити и така натаму. Неговото умствено расудување, разумот и совеста преовладувале, или биле на власт, буквално се кажа. Значи, заклучок, дури и безгрешните, совршени, свети битија, човечки битија, кога Адам бил создаден, биле битија, значи, Адам и Ева во случајов, тие биле единствените на земјава, пред падот во грев, кои што имале и апетити, и желби, и страсти. Меѓутоа, сите тие биле на своето вистинско место, на починета положба. Затоа се наречени нижа природа. И разумот, волјата и совеста имале управа или власт над сите нив. Тука завршуваме за вечерва. Ако даде Господ живот и здрави, продолжуваме следната сабота. Сега, само после овие цитати што ги прочитавме за човековата природа, каква е сега нашата представа за тоа каков бил Исус? Дали имаме некоја представа за некој Исус во кого немало страсти, немало желби? Прашање за размислување. Каква била Христовата човечност, неговата човечка природа? Дали тој бил нешто поинакво од нас? Во што бил поинакво? Во гревот. Во се сличен на нас. Освен во гревот. Зато се вели во се сличен на браќата, бидејќи и браќата се тие, значи новородените христијани. Значи за повеќе информации на оваа тема, проповета Христовите браќа од минатата сабота, може одново да се слушне или да се погледа, или Евреите 2 глава. Зашто и Христовите браќа се тие кои што се наново родени, родени од Духот, луѓе кои што силата на Светиот Дух и благодата го имаат победено гревот во нивниот живот и владеат со страстите. Новородениот човек не е човек во кого не треба да има апетити, желби и страсти, туку тие да бидат под совршена контрола на просветлениот од Духот Свети ум или разум.
или совест. Апостол Павле го употребува зборот совест многу, и апостол Петар исто така, добра совест. Поимот добра совест се споменува во Новиот Завет на многу места, како за ознака на таа нова природа, на таа Христова праведност, која што ја прима секој новороден христијанин.